Општините имаат залет да издржат уште до 10 јуни. Приближно тогаш треба да почнат да доаѓаат новите обврски и време за плата на административците, чии налози за исплата ќе нема кој да ги потпише. Во моментов сите го живеат така наречениот грейс период, кога платите се поделени и сметките платени, но веќе за 20 на дена комоцијата завршува и почнуваат реалните проблеми. Сигурно е дека ако периодот што следи не се реши проблемот, особено со потпишување на финансиски документи, ние ќе се очиме некаде со проблем тамо некаде околу 10 до 15 јуни, кога треба да потпишам плата за градинките, за училиштата, па и да се прават и други трансфери на средства, и тоа ќе биде веќе проблем. Градоначалниците уште пред неколку месеци гласно предупредуваа дека по истекот на нивниот мандат, општините ќе можат да функционираат само неколку недели. Тој рок забрзано минува, поради што повторно се бара итно распишување на локални избори. Затоа што мислам дека на тој начин ќе се разреши сета една дилема околу законитост и незаконитост на тие што се сега градоначалници, затоа што во законот многу јасно стои дека сегашниот градоначалник треба да предаде функцијата на новоизбраниот градоначалник. Ние покушавме да се одјавиме преку централниот регистар и да се вратиме на нашите стари работни места, но тоа не успеавме затоа што треба некој да биде заведен како кој ќе ја води општината. И од тие причини мојот апел е да пратениците во македонскиот парламент да се седнат, да се го видат законот за локална самоуправа и едноставно да донесат одлука да се распишат нови избори, што значи дека мандатот на овие градоначалници што се сега би траел до новите избори. Неофицијално партиите најавуваат избори дури за во октомври, но никој не кажува како во меѓувреме општините ќе функционираат. Во случајов не се работи само за луѓето сместени во општинските згради, туку за 180.000 жители на истокот кои можат да останат без елементарните услуги на општините и јавните предпријатија, од чистење на смет и улично осветлување, па до згрижување на деца во градинките.